Јас сум Филип Сеглjenjak Симоновски и јас сум дете со аутизам. Омилен месец ми е април и да ви кажем зошто, бидејќи април ме асоцира на пролет кој што се буди, за цреша, вишња и месец на аутизмот. Тоа е една убава аурора, која што е представена со темни и светли бои, затоа го направи ова. Според поларната светлина и оваа слика, мислам дека ќе биде толку убава, што луѓето ќе ја засакаат. Кога имам бело платно пред мене, се чувствувам среќно, возбудено, радосно, горделиво и вистина љубиво. Целото сликање ме прави среќно, порелаксирано. Неспорен е фактот дека животот со предизвици е тука. Меѓутоа, ние како родители, конкретно во однос на начинот на кој што ќе го одгледуваме Филип, одлучивме да ставиме фокус на неговите можности. Во рете, знаеме, свесни сме за тоа, кои се неговите попречености, од аспект на кои се неговите ограничувања во тоа тој секојдневно да извршува некои одредени задачи. Со самиот тој факт што ние гледаме на позитивната страна од целата приказна, успеавме да тргнеме по инаков пат во животот, да дадеме преголем приоритет на некои работи што прво него како поединец го прават среќен и задоволен, а потоа и нас како семејство. Многу ни значи училиштето. Прво да научим нови вештини како ве молам, извинете, па нешто така, простете или пардон, математички вештини во иднина да знам да сметам математика. Другарите во училиште ми значат поддршка. Филип живее квалитетен и инклузивен живот од аспект на тоа што во моментот се нуди. Сметам дека ние како родители сме дадале максимумот од себе, а примерот е евидентен. Мора да се стави фокус и на родителите, за да се постигне некој квалитет во напредувањето на детето, во напредокот на детето. Покрај него треба да има родители кои што се грижат за себе, кои што се грижат за своето ментално здравје, затоа што предизвиците со кои што се соочуваат, особено од психолошки аспект, се навистина големи. Се надевам дека сме добар пример за сите други родители. Сакам да ме гледаат како можам. Имам и работи кои што не можам, ама има и работи кои што ги можам. Треба да влезете во нашиот свет, а не ние да влеземе во вашиот и да не промените, да не смените, да не поддржувате и да не сакате какви што сме. Да не промените.